Ангажирање на возила и луѓе, специјални единици со автоматски пушки во центар на град, па и трансфери со хеликоптер. И по неколку десетици илјади евра чини секое рочиште за големите судски случаи, само за транспорт и обезбедување на обвинетите и осудените. Ваквите сцени веќе требаше да бидат минато, бидејќи пред 20 месеци беше промовирана најголемата судница во земјава, веднаш до затворот Идризово. Денеска, објектот изграден со пари од Европската Унија и опремен со пари од САД, сепак не работи. Зошто? Овие згради пред распаѓање се дел од затворот Идризово. Зад прозорците престојуваат луѓе кои издржуваат казна досудена од судовите. Погледот од тие прозорци завршува на голема парцела на која има новоизграден објект, вреден 1,3 милиони евра. Парите за изградба ги дадоа граѓаните на Европската Унија преку ИПА програмата поддршка за секторот правда. Во опремувањето помогна и даночните обврзници на Соединетите Американски држави, а намената на објектот е судница, и тоа најголемата во државата. Да, ова е судницата која е предвидена за во исто време да има 120 луѓе внатре. Што значи дека од тие 120 луѓе се вклучени и суди, адвокати, обвинители и посетители. Заради начинот како се одвива судењето, предвидена една преграда која треба да биде физичка бариера помеѓу судскиот дел и делот за посетители. Но на физичка бариера, маси и столчиња се чека речиси 2 години. До таков заклучок се доаѓа ако се спореди актуелната состојба со фотографиите од мај 2020 година, кога судницата ја промовираа представници од владата, обвинителството, судството и донаторите. Зошто нема мебел, прашавме на друго место, бидејќи нашиот домаќин немаше мандат да одговара на тие прашања, туку само да ни објасни на што се мислело кога е граден објектот. Например, дека во судницата има 4 влеза, со што се гарантира дека нема да има контакт меѓу јавноста, обвинетите, обвинителите и судиите. Ова е просторијата каде што се влегува со безбедносно возило во кое доаѓаат притворените лица во присуство на службени затворска полиција. Значи овде паркираат возилата, притворените лица во следени од службените лица од затворската полиција продолжуваат во дел каде што има ќелии за притворени лица. Во просторот за притвореници има ќелии и тоалета, целиот простор треба да биде под физички и видеонадзор. Но тука се отвара уште едно прашање. Кој ќе биде надлежен за управувањето со објектот? Затворот или Скопскиот кривичен суд? Или, додека е јасно дека затворската полиција ќе се грижи за спроведувањето и обезбедувањето на притворените и осудените лица, не се знае кој ќе биде надлежен, например, да врши проверки кој влегува во судот или да го следи видеонадзорот. Нашиот домаќин не беше надлежен да одговори на тоа прашање, па продолживме со обиколката на делот каде ќе бидат сместени судиите, обвинителите и адвокатите, кој е спротив влезот за тие на коим се суди. Целиот овој коридор ги поврзува просториите наменети за судии. Комплетно со санитарен дел, чајна кујна која треба да обезбеди нормално функционирање на службените лица од страната на судии и адвокати. Дали некој од судиите од кривичниот суд кој што ќе судат тука предмет има дојдено да ги види условите во судницата? Јас искрено да ви кажам не сум имал прилика, иако сум целосно вклучен во ова, ние сме имале прилика и по наше барање да некои информации од кривичен суд да добиваме. Нормално сме добивале максимална поддршка од нив, меѓутоа физички досега се уште не сме добиле посета. Одвоени од судиите и од јавноста се и адвокатите во посебен коридор. Со него се затвора кругот и се враќаме на главниот влез, односно она што треба да биде чекална. Во овој дел, како што гледате, недостасуваат делот за столчиња и фотели евентуални. Ќе има од сето, тоа ќе биде опремено и ќе биде функционално. Кога веќе чим спомнавте? Кога? Тоа е веќе малце тема за анализа од повеќе службени лица.
Само неофицијално, причината што судницата не работи се 50.000 евра кои владата треба да ги вложи како партнер во проектот. Од управата за извршување санкции која координира градбата и управувањето на судницата се фокусираат на тврдењето дека процесот тече. За жал не е функционална од проста причина што трае опремување на истата пред се од технички аспект. Законите за јавна набавка се такви какви што се, мораме да бидеме внимателни. Во овој момент во тек изработка на техничка спецификација за мебел за доопремување на судницата. Освен што 20 месеци се работело на техничка спецификација за распишување на тендер за мебел, Спасовски вели дека во меѓувреме била набавена опрема, скенери, аудио и видео средства за потребите на судењата. Купеното сепак е од странски, а не со пари од македонскиот буџет. И додека надежите се дека мебелот ќе стигне за 2 годишнината од отварањето на објектот, се уште нема јасен одговор за други прашања. Например, дали судиите се согласни да патуваат и судат во Идризово. Не сум имал контакт со представници од Кривичниот суд, односно од судиите кои ќе судат во таа судница. И не го знам нивниот став, меѓутоа ја го знам ставот на нас како управа за извршување на санкции, дека ова е многу сериозен позитивен исчекор во делот на правосудството од проста причина што судницата, како што реков и премалку, е во склоп на КП Дом Идризово. Тука е предвидено да се гради централен притвор, со што значително би се намалиле трошоци за спровод на осудени и притворени лица. 360 степени се обрати до Кривичниот суд во Скопје. Прашавме дали имале состаноци со судскиот совет, управата и Министерството за правда, дали судиите се согласуваат да судат во Идризово, но и кој ќе биде надлежен за обезбедување на зградата, бидејќи судовите примарно ги обезбедува судска полиција. Во однос на надлежноста за безбедноста, судот ја префрла одговорноста кај управата. Морате да се обратите директно во управата за извршување санкции, со оглед дека и во однос на прашањето за транспорт и обезбедување на притворените или затворени лица кои се странки во судска постапка, надлежна е управата преку казнено-поправните установи каде лицата ја одслужуваат затворската казна или притворот. За сите други прашања добивме одговор во кој, практично, се вели дека со управата разговарале само за одредени технички аспекти. Кривичниот суд учествувал во неколку консултативни состаноци во однос на просторните услови и видео и аудио опремата која се користи во судската сала број 1 во Кривичниот суд, а кои може да се искористат како пример во проектирање на конкретната судница за која прашувате. Ниту збор дали судиите се согласни или не да судат во Идризово. Додека на македонската извршна и судска власт некако не им се брза со судницата во Идризово, главниот донатор посакува таа веќе да работеше. Меѓу другото, затоа што истекол гарантниот рок за градежните работи. Of course, it's not ideal, and we would have liked to have seen that it would have been in use already. In a way, lots of activities have had some delays due to this COVID crisis, but of course, we would have liked to seen it happen earlier. Фрек Јан Мат, кој е шеф на оделот за економски развој и владење на правото при мисијата на ЕУ во земјава, дополнува дека Унијата е задоволна од посветеноста на надлежните на темата владење на правото. Па и покрај очекувањата судницата веќе да функционира, има разбирање што се уште не е така. We have understood that the government has reserved funding for issues such as furniture and security equipment already last year, but that delays have occurred partly also because of COVID, which have resulted in the fact that no sessions have been held there yet. We understand we are in close touch with the authorities, with the Ministry of Justice, that this will be the case soon, and that in the first half of this year it's foreseen that it will be functional. Став од управата за извршување на санкции дека најдосна до летово ќе има судење во Идризово доби 360 степени. За да има судење сепак, мора да има и мебел, а огласот за негова набавка до објавувањето на оваа сторија не е распишан. И додека се чека тендерот за мебел, кој не би требало да вреди повеќе од 50.000 евра, ќе продолжиме да сведочиме на вакви сцени во центарот на Скопје.